Добре, благодарам. Вака, значи, најнапред се извинувам малку што задоцнив, имаше некоја делегација низ градов, па се бркавме низ град за малку у тој дел. Значи, претпоставувам дека Бул ми напомна дека ова ќе биде третата презентација која што беше планирана уште пред да почне NCTS-от, ама не успеавме тогаш све да истестираме и сега во изминатиот период доста работи се истестирала, имаше подобрување од наша страна, од страна на царина и сега планот е да практично ви ги напомнеме сите работи кои што во изминатиот период што се направени. Значи има подобрување на апликацијата, дополнителните пораки кои што ќе се праќаат, превод на апликацијата и ќе започнеме, значи сега постепено да видиме кои се новините. Да, значи се гледа дека апликацијата е преведена, значи све е преведено на македонски, значи на менијата на апликацијата, шифраниците, односно све што е потребно за работа на македонски јазик. Че во горниот дел, на хоризонталната лента, че имаме предмети, односно кейсовите тука се евиденција кај што ги evidentираме комитентите. Дело за NCT се испраќање и прием, departure, destination и поставки. Че овде се сертификатите, локациите и јазиците. Специфично е што го памти последниот јазик, че се е наместено на македонски, ако ја свичнам апликацијата на англиски, че она веднаш продолжува да работи на англиски јазик. Еве само ќе направам подлогирање и повторно конектирање во апликацијата и го памти, значи англиски јазик како последно користен јазик. Ќе ја вратам повторно на македонски. Се вака, изминатиот период од аспект на стабилноста доста е поправена, значи од наша страна, посебно во однос на сесијата. Планот е наредната недела во понеделник да се пушти автоматски да се инсталира апликацијата. Значи 12 сата ќе ви трае сесијата. Сега треба да имате предвид дека ова е веб технологија и мора да се направи дисконект на сесиите, зашто може да дојде до пренатрупување на поголем број на сесии на веб серверот, што ќе доведе до успорување на самата работа во апликацијата. Значи не може да биде неограничено тоа време. Значи ние одлучивме да биде на 12 часа, што мислам дека е сосема доволно. Вака сега ќе имам веќе некои спремени работи, значи нема да ги ажурираме од почеток до крај, да кажеме, транзитите и приемите, само ќе се задржам на некои специфични делови. Ќе започнеме со испраќање на транзит. Значи, како што гледате, во горниот дел, исто, сите тие копчиња се преведени. Са идејата ми е да поминеме, значи, обичен транзит, поедноставен транзит и на прием,
или поедноставен прием, затоа што кај што е со поедноставена постапка, тие се нели овластен испраќач, доколку е за транзит и овластен прием, каде што се затвара приемот, треба да има од страна царина одобрение. Значи, ќе поминеме сите случаи. Еве да конкретно овој транзит ќе го исклонирам. Че може да забележите дека веднаш се отвара нов кейс за фирмата, нели, за која што се однесува во конкретниот случај, нели, ВГС како шпедитер, Симта како фирма за која што се изработува транзитниот документ. И веднаш ќе идеме на измена. Сад тука би напомнал дека е додадено практично, односно е направено раслојување на зачувај и излези. И се што означува? Значи, зачувај може да направите зачување без да излегате од транзитниот документ. Во меѓувреме имаше доста забелешки дека нели треба да направите практично зачувај, на зачувај излегуваше од транзитот, исто како сега нели откаже да стиснеме во моменталната нели апликација што користите, сега значи ќе може да направите веднаш зачувување. Се тука би напомнал делот на трансакции, че може и ова да се следите што е случувано со изработката на декларацијата, значи конкретно нели на 7.3 во 9.33 е направена драфт, значи креирано е со клонирање како во конкретниот случај. Значи јас ќе направам едно зачувување, само ќе направам една проверка на декларацијата, зашто ова примеров што сум го скопирал е со специфичен тип, сега ќе идеме со стандардна процедура. Ова се однесува за претпоставена транзитна декларација, што ќе поминеме нели со конкретен пример и тој случај. Еве сега ќе направам зачува излези. Ова е како нели претходниот случај. И сега ќе продолжиме, еве ќе сменам некој податок, еве ќе сменам регистрацијата на возилото. Ќе направам зачувување. Може да видите од трансакција дека направени се две снимања. Претходното нели кога зачува излезе, сега последното само на зачува. Продолжуваме со валидација. Сега во овој дел, поголем дел од рулевите на прием се опфатени, односно на прием све скоро фативме, а на испраќање значителен дел од рулевите кои што се зависни. Значи, уште кога пуштив апликацијата на прво ниво, проверувавме дали е некое поле конкретно пополнето доколку е задолжително. Еве ќе го провериме и тоа, значи јас сега ќе направам обструкција, некое поле кој што е задолжително ќе го отстранам. Речеме тип на декларација. Доколку направам нели валидација, кажува дека declaration type-от тоа поле го е задолжително. Значи ова проверуваме прво и ако едно поле фали или повеќе, веднаш дава сигнализација система. Ќе го вратам сега да видам. Да правим уште една чиста симулација. И сега, како што знаете, на 13 до 21 беше како во транзишн период. Тој дел што помина, тогаш земјата на поаѓање не беше задолжителна, еве се чисто за контрола. Повторно ќе направам зачува излези. Значи овие рулеви ќе ви бидат пуштени во верзијата во понеделник. Значи ова веќе исто е на ниво на задолжително, од кога почне full NCTS 5 од 21.1, тоа поле е задолжително. Значи вие практично не можете да продолжите понатаму.
И се исто така предвидовме да се направи валидација, нели, доколку не сакате да ги користите нашите контроли, може да направите со заобиколи. Практично прави валидација без контрола на нашите рули. И во овој случај веднаш може да се испрати декларацијата, нормално доколку сте сигурни. Се тука би напомнал дека на испраќање не ги имаме опфатено уште сите рулеви. Се надевам дека за некој период од месец дена ќе ги имаме сите тие рулеви, што тие се прилично зависни едни со други, има и конкретно некои грешки од документацијата од царина, значи тоа иде паралелно со нив, некоја најава дека тие ќе бидат коректни за период од прилика за месец дена. Значи ќе вратам Country of Dispatch. Во меѓународен транзит, чисто би напомнал дека ако не внесете земја на поаѓање, во системите од други земји што се од Европска унија или па други договорни страни, тие транзити се заглавуваат и најчесто идат во испитна постапка. Сега ќе направам валидирај и ќе испратам транзитната декларација. Веќе испратена од царина. Проверка на веќе е добиен умерен број. Че можем да видам во делот на приказот на пораки. Значи испратена е CC015, CC928 дека е функционално исправна. Значи на ниво на поле све што е задолжително или некако зависно е пополнето и веднаш системот доделува 28, доделува умерен број со порака CC028. Може да забележите на првата листа дека има доделено умерен број. Чисто за контрола со царина, да направиме проверка. Ево на 7.3, видите, едно сум пуштал. Овој транзите може да видите дека е идентична ситуацијата со приказот на пораки на нашата апликација, како што е на царинската страна. Чисто само на кратко околу овој дел кај што беше хедерот, односно заглавието, тој дел ние го третираме за као транзитна декларација, учесници се, значи фирмите, испраќач, примач, представник, репрезентативни. И имаме превозник, нали, доколку изработувате меѓународен транзит, дога се задолжително е пополнување на еури број на транспортер. Моделот на транспорт, нали, тука се внесува регистарската ознака, дали е возилото или па двата или влекачот, дали има различни шифри тука. Посебно се 30 за влекачот, 31 за приколицата, ама најчесто се ставаат како 30 и се наведуваат со прво регистрација на влекачот кроз приколка. Значи таа е како нека усталена пракса моментално како што работите. Во Full NCTS 5, значи од 21.1. задолжителни полиња се во место на товарење, значи и во локален транзит, значи овој конкретно транзит иде од Македонска царинска испостава 10.15 на 10.10. Значи независно што е во внатрешноста се внесуваат местото на утовар и местото на земјата на товарење и локацијата. Значи овие исто така се задолжителни, доколку тие не се пополнат, при самата валидација ќе дадеме кој руле и точно ја дава грешката дека тоа поле е празно. Исто би напомнал дека во Full NCTS битна разлика беше во однос на транспортните документи. Значи транспортните документи доколку важат за сите наименувања, тие треба да се внесат на ниво на складиште. Значи ова ќе нас се House Consignment List, House Consignment 1 и ова се и темите. Че ова се складишто практично е збир на тие податоци од House Consignment. Мислиме дека овој назив е баш конкретно на тоа што се однесува, што тоа е
тој дел е практично најважната разлика на NCTS 5 во однос на NCTS 4, каде што може да се групираат по различни испраќачи и примачи. Сега, на пример, доколку имаме некои незначителни грешки во транзитот, во тип на регистрација, пакување, сега само би напомнал дека доколку се прави измена на порака, че не е дозволено да се менуваат сите типови на... Мислам, сите полиња не е дозволено да се менуваат, и сега напомнувам дека таа контрола во нашата апликација се уште не е аплицирана, само се ќе ви напомнам за кој рул и на кои полиња треба да се внимава при ажурирање на измената. Само малку да ги видам полињата. Значи, не може да се менува тип на декларација, Т1, подтипот А или Д, поидовната испостава не може да се менува. Значи, сега, доколку јас менам испоставата 10-15 во конкретни случаи, ќе направи проблем. МРН, ЛРН, тие две полиња се кај нас заклучени, не може да се менуваат, тие ги доделуваат системот кај нас ЛРН-то, а МРН-то системот од царина и со порака 28 се презима. Тарифниот број исто не може да се менува и security делот. Значи, ако нема security или доколку некој security 1, 2, 3, значи овие 7 полиња се во рул 0.520 и тоа планираме по наредниот период да го пуштиме тој рул. Тоа ќе биде на ниво на сервер, значи нема ни потреба да имате нова верзија на апликацијата, нема да дозволува да се менуваат овие податоци при измена. Че јас сега ќе направам измена, тој во делот или измена на ова, да речем, копче, и сега тука се појавуваат две копчиња. Едното е за нели бледо, не можеме да пратиме зашто уште не е креирана. Значи ние немаме сега барање за измена. Ќе направам преглед, ќе видите дека немаме уопште такво барање. Значи во овој дел тука се појавува ново нели јазиче каде што ќе биде прикажана промената. Во овој случај може да си контролирате на преглед, значи тогаш сите полиња се локирани и може да правите проверка на самиот документ. Во било кој момент, исто ова е ново, овој документ за известие за транзитна постапка, нели ако е локален транзит, ова е задолжително да се однесе во царина, може да го штампате во било кој статус, значи независно од моменталната, да речеме, состојба на царинската декларација. Сега при излез, овде исто ќе напомнам, на овој дел работиме да се подобри апликацијата, автоматски се позиционира на кейсот, а не на избраната декларација, и треба не на 2 секунди да се почека, значи тој дел се работи да го поправи. Ново исто е транзитниот придружен документ, исто и него може да го гледате во било кој момент, доколку сакате визуелно да следите до каде е декларацијата. Транзитниот пропратен документ е идентичен со царинскиот, само околу изгледот малку и нели да биде подчиткан, да околу тој дел се трудите, можете и овој документ да го користите. Сега ги продолжиме со измена на пораката. Че измени креирање. Сега, како што може да забележите, се отвора ново јазиче. Претходно што не го почекав. Океј. Значи можете да правите и повеќе кратна измена. Сега, како конкретни случаи, ние не направивме измена. Сега тука имате каков тип на измена. Значи ако правите на све друго освен гаранцијата, се избира не. И нормално ние што ви ги напомнам на полиња што не смеете да ги менувате, значи тип на декларација не сме да се менува.
дополнителниот тип, поидовната испостава, МРН-ЛРН, security делот и тарифниот број. Значи, тие полиња кога ги смените и да пуштите измена во царинскиот систем, ќе се заглави таа декларација, ќе треба да пишувате нели во сервис дескот на царина да се одлави. Еве се ќе направам промена на регистрацијата. Ќе го променам тарифниот број. Не тарифниот број, него пакувањето. Тарифниот број не смеам да го менувам. Сум сгрешил, да речеме, били 11 пакувања. Че се овде може да се правите нели независно снимање. Може, ако нешто не сте стигнали да направите или сте забравиле, можете повеќе кратно да снимате. Или, например, сега можам повторно да правам измена. Значи, на Create автоматски влегува доколку има веќе измена, ја едитира. Овде проверам дали се направи, дали се снимени промените. Снимена е регистрацијата и бројот на пакување. Сега ја селектирам декларацијата и на измени веќе можам, возможно ми е полезно да се испрати измена. Ја праќам измената, исто како било која порака што се праќа, на ажурира пораки јас презимам од царина моментално состојба, значи ние се испративме 13-ка, системот врати 4-ка, 4-ка значи дека измената е прифатена од царинскиот систем. Еве сега, например, доколку ова измена, нели, не е доволно, се не сум опфатил све нешто, ако сум испуштил, ќе направам и повеќе кратна измена. Само да видам што да смениме, ќе смениме кутија. Чи типот на пакување, тоа да речеме сум заборал. Повторно можем да направам испраќање. На ажурирана порака. Повторно е прифатена промената. Исто може да на прегледот на пораки да се види. Значи, еве првата измена што ја пуштивме. Еве втората измена и двете измени се прифатени од царинскиот систем. Еве следливост на царина. Значи, еве истата ситуација на пораки како што е во царин. Дополнителна порака која што е исто тестирана на тестоколинава, ќе направиме следно барање за поништување на царинска декларација. Добро се гледа сега, отврт нешто некој друг. Да, окей, така. Значи, еве на истата декларација. И креираме. Еве сега чисто на преглед, значи немаме моментално откажување, дали не сме направиле. Исто се појавува како што измената дополнително јазиче за откажување. Еве сега ќе го демонстрираме. Че ново се пријавува, тоа се покажува тука јазиче и се внесува само зашто се поништува. Еве, например, штување беше тарифен број. Тарифниот број не може да се направи, не може да се смени со измена на порака. Само да провериме. Че еве ги се и двете јазичења, измена и откажување. Океј, направиме испраќање во царин. Сега, значи, овозможено полето испрати и 1.14.
Значи веќе е испратена царина пораката за откажување на царинската декларација и прифатена е од системот на царина декларацијата, односно е прифатено барањето за откажување, се испраќа порака 9. Сасем покажеме дека истото што е во царина е во и кај нас. Еве ги пратена е 14 и еве 9. Еве го следствено приказот во 5. Еве пораката на 14, барањето за откажување и 9 дека е откажана царинската декларација. Следно што ќе поминеме за при испраќање, тоа е новина во NCTS-5, може да испратите предпоставена декларација, че тоа е царинска декларација Т1 тип, а подтип Д. Тоа може да го користите доколку сакате да најавите дека ќе дојде возило, нели, по транзитна постапка, да речеме некој период пред да дојде, неколку недели, да речеме, или неколку денови, и кога ќе стигне возилото, тогаш се праќа порака IE-170 дека е стигнато возилото. Сега тука има малку специфика во однос на пораките и сакам да направиме и таква порака, таква транзитна декларација. Ова пример ќе земе. Таа е тип D. Ево гледате тука, например, скоро све е преведено. Исто испоставите. Добро, кодот ќе го преведе. Не е проблем за кодот. Меѓувреме ви испоставите. Чисто да напомнам, значи на код и description може да правите sort ascending, sort descending, значи порастачки, попаѓачки редослед да се може да видите. И сега моментално испоставите ни се преведени на јазикот на државата. Значи ако е, да речеме, Словенија, нели, на словенички, Србија на српски. Значи сите се, ова забелешка беше исто неколку пати пратена на мейл, сите тие се преземаат. Идејата е да ги преземаме неколку пати неделно, че во понеделник, среда и петок ќе се преземаат од нашиот хелпдеск тие пораки автоматски. Еве ќе направам снимање на декларацијата. Направиме валидација. И сега може да испратиме предпоставената декларација. Проверим царина дали имаме нова декларација. Да, уште една. Сега како што може да забележите, еви во Фретнет ќе направиме ажурирање на пораките. Значи на статус 928. Кога е декларацијата предпоставена, значи не добива МР на број. Тука дополнителна порака што се добива е TR015V. Чи праќаме 15-ка, следната е TR015V и третата е 928. И со ова известуваме царина дека е планирано, нели, да пристигне возило. И сега кога ќе пристигне возилото, че после неколку дена или недели може да се испрати порака IE-170. Сега би напомнил дека и овој тип на декларација што е предпоставена, тип D на декларација, може да се прават измени, една или повеќе, и нормално е едно откажување доколку сакаме да ја откажеме во било кој момент од овој статус натаму. Сега ќе испратиме порака 170. Дајме ажурирање. И сега веќе понатаму добива МР на број, може, нели, како, еве да речеме, овој конкретно локален транзит, може да го однесете во
од царинскиот орган за понатамошна обработка. Само да провериме дали се истите статуси. Како што може да забележите, порака 170 е испратено, дека е пристигнато возилото, и порака 28 дека е добиен МРН број. И дали соодветно МРН бројот Z0013, сега провериме кај нас дали истиот, да, еве го истиот број. Че понатаму што сакам да продолжиме, ќе направиме значи испраќање на овластен испраќач, каде што имаме соодветно одобрение од царина за таков тип на поставка. Сега ќе земеме пример оваа декларација. Ќе направиме клонирање, сега ќе направиме проверка. Бидејќи е поедноставена постапка, тука и тој рул го контролираме, че мора да има краен рок, лимит дейт на самата декларација, кај што е типот и квалификаторот се става, значи, бе овластено место, овластената локација од царина, значи за 10 испостава, ево број на овластување, и делот за одобрение за работа за овластен испраќач, тоа е 521. Тоа е значи локален транзит како овластен испраќач во поедноставена постапка. Направам снимање на декларацијата, валидација. Ајде ќе направиме една симулација, лимит дейтот ќе го отстранам. Значи, штом правите валидација, он открива дека е поедноставена постапка и дава објаснување дека е задолжителен лимит дейтот. Значи, истото важи за одобрението. Чисто напомнувам дека рулевите се утек на обработка за овластен испраќач и за обичен испраќач, но генерално за испраќање на прием се горе доле, може да кажам, опфатени. Тука би напомнал, ако сакате понатаму да правите пребарување или дистинкција дали е поедноставена или не е поедноставена постапка, не е лошо тука да назначите дека се работи за поедноставена постапка. Понатаму ќе видиме, ќе одлучиме дали ова автоматски да го внесува, доколку внесете одобрение, зашто има и некои други постапки за тир овластен испраќач, каде што е специфично, тоа ќе одлучиме понатаму како ќе го изведе. Са крајниот рок е остан 12.3. Ќе направиме преглед само да видиме дали е запишано датумот, дали е запишано датумот. Правиме валидација. Че сега треба да не биде лимит дейт во грешката, значи коректна е валидацијата. На освежи и со штиклирање декларацијата можеме да испратиме во царинскиот систем. Значи добар број. Сега во едноставена постапка на тест околината беше наместен тајмерот на 5 минути и коректно работеше до пред 10 дена, само меѓувреме имат некој апдейт направен од царина. Ќе провериме дали ќе додели автоматски 29 после 5 минути. Значи, бидејќи е поедноставена постапка, не се носи овој документ во царина, него се чека да добиете 29, сега ќе видиме после 5 минути дали ќе добиеме 29, и само го печатите тат документ, значи транзитниот пропратен документ, го давате на шоферот и возилото може да излезе така од кругот каде што е овластената локација за овластен испраќач.
Чекаме малку, да провериме во царина дали се појави третиот транзит. Могу гледат исто? Сега, така. Че е соодветно. Истите пораки што се во царинскиот систем и во фред. Значи, од прилика се вака некои новини што се во самата апликација, значи, на испрачач, како што видовте, демонстрирав сите пораки, освен поракава за истражување. Таа, значи, дополнително ќе ви ја спратиме, затоа што не е уште тестирана со царина. Значи, тоа се однесува за испитна постапка. Значи, доколку има транзитната декларација некои неправилности, поголеми за, да речеме, меѓународен транзит, значи државата кај што се прави приемот на робота, они може од тамо да пријават поголеми неправилности. Дори имавме со неколку фирми и порака и CC019, таа значува дискрепанца, значи има огромни разлики, ама не се уште синхронизирани преку Брисел пораките, не наведуваат во кој дел е дискрепанцата. Значи, или иде со таква порака на разлики, и тоа мислам дека не е казниво, ако доколку влезе во испитна постапка, зависи од државата, негде и има некоја мандатна казна што се плаќа, да кажем, дека е таа држава. Сега, кога има испитна постапка, понатаму, значи, треба да се согласи, значи, шпедитерот со записникот што е направен. Дали од тука што е од редишната царинска испостава, ако е локален транзит, или во странството, колку е меѓународен транзит, тогаш се пушта таа порака е 140, а 140 испраќа царина дека треба да пуштите таква порака кај што ќе наведете, нели, со што се сложуваат или со што не се сложуваат. Има еден дел кој што треба да се потврдат некои рубрики од транзитот и друг дел каде што описно треба да се објасни. Сега оваа порака што е IE054, тоа е барање за ослободување. Значи, специфични, да кажеме, бизнис случаи се кога цариник одлучи да прави контрол. Че тогаш добивате IE060 порака и цариникот може да прави неколку типови на контроли. Значи, може да бара, да речеме, да му однесете физички документ, документарна контрола, и тие пораки се слично како што беше оваа порака тука ТР, тие се со ТР екстензија, тие се како бизнис случаи, така ги води. Че со префикс ТР, сега конкретно ако е 882, мислам дека беше, тоа треба да се прави документарна контрола, значи ти праќа порака цариникот, таа тука ќе се визуелно прикаже, са тие дел од овие пораки што се ТР не ги зима наша апликација преку царинскиот веб сервис, затоа што не ги испраќа царинскиот веб сервис, тие ќе мора се првично дека тој дел не се следи од страна на царина, да ги следите во овој дел. Значи на царинската веб страна. Тука би напомнал за два други случаи, значи TR062 е доколку ви бара измена царина, значи може да ви побара, да речеме, измена на гаранција, да речеме валута ако сгрешите. Значи валута ако не ставите евро, ставите некоја друга валута, тоа е, значи, грешка во системот, ама ја прифаќа царинската декларација системот, не ја одбива, него цариникот после само ќе ви наведе да испратите измена со промена на валутата. И сега кога ќе биде таков статус во Фреднет, или кога ќе го ловиме ние тој статус, планираме да ви биде овозможено, че овде било тој статус 62 или со некој одреден опис што ќе одлучиме, ќе може, значи, да правите и во тој случај измена. Нели, ако е на гаранција, тогаш ќе внимавате флегот кај што е тип на промена да биде единица. Значи, ако е промена на гаранција единица, ако е промена на све друго, освен на нели полиња 7 што ги назначи. Затоа ќе ви пратиме на мейл во тој лоше R0520 да внимавате на измена, зашто ако смените некој од тие полиња,
Системот ќе ја прифати декларацијата, ама ќе ја заглави. Не ја продолжува. Не го контролира и царина и затоа и не знам дали само тие полиња ќе бидат, како ќе одлучат они. Ако има некои дополнителни полиња, ќе ги вклучиме и тие во контролата. Че може да биде од страна на царина побарано да аплодирате документ. Тогаш е значи TR082 статусот од царина, исто овде кај што е 28 било TR082 и ние во таков случај тој пробавме да го тестираме со царина, ама не работи моментално аплодирање на пораката. Сега ми тој дел само да ви посечам за аплодирање. Да, ќе го поминем и тоа. Само да не заборавам за P4 што ви кажав. Доколку направи во контрола царина записник, они се обврзани да го сменат статусот на царинската декларација, каде што вие треба да испратите барање за ослободување на транзитот. И тоа се прави со порака E054. Исто и тоа е како бизнис, да речеме, случај во контрола. И таа порака не ја добиваме моментално царина и не можеме да ви симулираме. Сега ние нели технички таа порака е направена, кога ќе го добиваме од царина, ќе може и да ја праќате преку нашиот систем. Само малку да видам за атачирање на документите. Ќе направим уште еден клон. Ние примерен што го тестиравме со царина, ќе ви го покажам тој. Да, еве, таа е таа порака. Че ова е 83 кој што се обидуваме да пратиме преку царинскиот веб сервис. Че еве на царинската страна, малку има збунувачки тој дел, би сакал да напомнам, че вие може да направите upload на attachment. Че upload на attachment, upload на документ се различен тип на, да кажеме, на атачирање на документ. Значи, upload документ може да се скенирате декларацијата, предходна, извозна, било што некоја пропратна документација. Upload документ е конкретно документ кој што ви го бара во конкретна порака царин. Сега ќе ви покажам, значи што ви добиле тогаш, ви добиле 82. Значи на оваа порака 82 треба да се практично да се направат прилози. Еве го делот за прилози. Конкретниот случај, мислам дека беше пакинг листа што се бара од царина, може да видиме во содржината на пораката. Еве, значи еве што бара. Значи, конкретниот случај, цариникот бара да му се аплодира документ М271, тоа е патинг листа со број М2345. И тоа практично го правите во делот на прилози. И може да прикачите документ, бирате документ, сега нема нели да поминеме, ќе открие автоматски екстензијата. И ајде ќе не е проблем, ќе прикачиме некој друг, ќе уште една пакинг листа ќе прикачиме. Значи тип на документ. Еве, значи, втората пакинг листа. Сега, нели, царина, за да не го оптеретува системот, не е задолжително да аплодирате атачменти, а документи, доколку ви побара, ќе треба да аплодирате.
Сега вака јас не би идел околу делов со меѓународниот транзит, што тамо се со тие security деловите, само некоја специфика би сакал да напомнам. У меѓувреме, значи овој месец и пол, имаше прилично забелешки од доста клиенти за кој тип на security да го користат. Или нулата, ако нема security, како овие конкретни случаи што ги праќаме, доколку е меѓународен транзит, мора да се стави некој security. 1, 2 или 3, нели, влезна збирна декларација, излезна двојка и тројка е влезна и излезна збирна декларација. И за тоа ова што излезна збирна декларација, односно називот што е збирна декларација, без разлика дали е влезна, излезна, излезна, е со некоја комбинација од полиња, доколку е security било какво, мора тие, нели, полиња да задолжително. И зависно вие како ќе штиклирате, така се презентира во царинскиот систем во Европска унија, во некоја држава од Европска унија или некоја друга договорна страна. И се тука сакам да напомнам дека системот ICS-2, значи Import Custom System, малку се касни во Европска унија, сите држави не го имаат се уште воведено, и тие што немаат ICS-2, односно имаат ICS-1, каде што се тие конвертори што се од ICS-1 кон ICS-2 не функционираат баш како што треба и може да се случи да ви бараат различен тип на security, а на истото да се однесу. И тоа е малку збунувачки. Например, во Бугарија треба да донесете 1, во друга држава 2. Околу тој дел стварно немам информации, а и тој дел е малку и правен, а ограничен и од технички од системите во Европска унија или други договорни страни, затоа што немаат уште такви системи. Има најава дека и кај нас можно, без разлика што не сме во Европска унија, значи ICS системите или ECS, конкретно ICS-2, затоа е задлучено само во земјите во Европска унија. Али некои држави пак развиваат нивни системи, например Турција како договорна страна, исто како ние, и они нивните системи автоматски ја признава збирната декларација. И сега, како информација чисто, дека сите збирни декларации како што беа признаени во NCT-4, ги признава и во NCT-5. Со тоа што во NCT-4 беше една збирна декларација, овде има градуација, со 1, 2 и 3. Тој дел, значи, и мора да прашате по држави како е, веќе, мислам, после месеци нешто, се устали некоја работа, ама не ги имам ја уште сите информации. Јас сепак, нели, правна и говорам од технички аспект, зашто сите држави не се влезени, ќе мора малку да почекате. За тоа нема некој рок или нема информација до кога би го имплементирале сите држави во Европска унија. Инаку идејата е тој документ да се учита автоматски во нивниот царински систем, пример во Унгарија или Германија, и штом се учита, шоферот нема да чека да се изработува тој документ. Тоа е нешто како збирна декларација, да кажем, усклад кај нас. Не се однесува на истото, а нешто слично. Значи тој документ е дека е дојдена, нели, робата од друга држава, инаку тие дури во сама Европска унија уште сите држави немаат, нели, ICS-2 и они имаат проблеми кога ќе пушта, нели, од една од друга држава, исто имаат проблеми, да речеме Т2 кога ќе пушта, има исто проблем, нели. Че со ова прилика го завршуваме презентација на пораките и новиниве што се во делот на испраќање, и сега ќе пробаме во делот на прием. Но на жалост не добивме 29-ка. Доби. Се извинувам, чек сам. Дали е новата? Не. Да, мисля дека ќе може транзитот да овие поедноставенава што го пуштивме, ќе добие 29-ка. Ама немаме, ќе земеме некој друг и ќе пратиме, значи, прием. Сега се префрлиме на делот на прием. Само да земам некој морен број. Ше во статус 29. Ова, ќе земе. Да, еве сега чисто може да видите овие што сме ги тестирале.
ќе отворам некоја последна, значи како иде, зашто не можеме комплетно да го демонстрираме, заглавени се поедноставените постапки во царина. Значи се појавува ново јазиче растовар. И вие само треба да назначите дека conform, album completion и state of sales дека дали се добри или нели не се добри. Доколку не се согласите со една од овие три работи, без разлика што имате овластен приемач одобрение, тогаш иде во обичен приемач и мора да известите нели царина и од таму царински службеник да продолжи со приемот. Сега ќе направиме само чисто едно чега ако сме тестирале, сите пораки што сме ги пратиле добиле 25, значи овие се сите пуштени преку Threadnet на царинскиот веб сервис. Ево ќе направам кодирање. Направам измени. Че ова е мрн бројот што јавуваме. Че овде го внесува автоматски датумот или овластена локација, тип P, така за одобрение, овде се внесува одобрението, тип 522 и кој е број на одобрение. Исто и овде имаме две копчиња, зачува што ќе зачува моментално ситуацијава што гледате на екран. Сега, овој МРН број, ова е исто новина, веќе јас сум го искористил, значи овој МРН број е внесен веќе е раздолжен. Значи тој дел нема да може да го презентирам, затоа што е заглавен тој дел од царина. Значи, нема да дозволува системот понатаму, верзијава што ќе биде од понеделник, да правите дупли, да кажам, МРН, али тоа ќе го демонстрираме, ќе земеме некој друг МРН број, од овие денеска што ги правевме, че од тие транзитни декларации ќе земеме. Ова да речеме ќе ја земам. Че е го МРН бројот, ќе дозволува да се сними. Се малку околу филтерот тука ќе да подискутираме, да не го испуштам. Значи сега додадовме само статус, овие се статуси за прием, соодветно ако испраќање ги дава сите статуси за испраќање. Овој дел ќе го обогатиме, значи за некои 2 недели има овде доста полиња, значи ќе ги дадеме име на испраќач, примач, име на холдер на транзитната постапка, или носител на транзитната постапка, затоа што во случај ако користите меѓународна гаранција, може да бидат, ако користите 2 меѓународни гаранции, да може да го изберете или едниот холдер што е на едната банкарска граница или другиот, така да може да ги избирате со пребарување. Значи овој филтер тука ќе го обогатиме, значи ќе има повеќе опции за пребарување и заради перформанси и брзина на работа, особено на приказ на листата, ставено е 2 дена наназад. Значи од 1.2. Сега 1.2 го избрав, под дефолт ќе отидеме, само чисто да ви покажам. Чевен испраќање. Тука го става, значи он практично го памти, нели, последниот. Ајде да излезам скроз од апликацијата. За да не ви смета во самото, да кажеме, работење, затоа што ако ги оставиме сите од 2025-та, треба подолго време да се ицртаат сите, и нема потреба сите да ви ги прикажат. Прикажуваме само 2 дена назад, значи од 5.3. до 7.3.
Че тоа истото важи и за испраќање и за прием. Сега ќе продолжиме понатаму. Исто и овде на валидација. Тука мислам дека скоро све опфативме. Да не е симулиран тука да бришам нешто или одобрение, значи тие рулови што се ги фаќаме сите. Трети е пристигањето. Исто и овде може да следите трансакции, значи што е све работел и кој работел. Може, значи, ако некој друг стисне апдейт меседжи, бидејќи сите пораки од тој ден ние ги проверуваме, ќе биде прикажано дека друг ја презел таа порака. А тоа не значи дека тој го прави. Значи, овде само кој корисник или им прави промена кај нас во таа декларација. Ето, например, валидација. И ќе испратиме декларацијата. Ево веќе е испратена, може да провериме од царина дали е. Само да видам кој номер не беше. За 1,06 ова. Бидејќи истата нели фирма, ВГС како шпедитер ја пушти 15-ката и седмицата, овде ги прикажува како продолжение, нели, понатаму, а во предмет, нели, правиме дистинкција, значи седмица. Значи до пред 10 на дена на царина беше конфигурирано 15 минути да биде тајмерот за да добиеме порака 43, каде што е дозволен растовар. Сега тоа нема да можеме нели вака лајв да го демонстрираме. Штом добие 43, ми се ослободува копчето растовар и се појавува да се креира растовар. Еве на некој конкретно што сте направиле, ќе го продолжиме. Следна од 25 на преглед, ќе се појавува растов. Ова јазиче, во ова сега го нема. Во седмицата, зашто таа се уште не е ни 43, че него не има воопшто, нели, сега кога ќе добие 43, автоматски се ослободува копчево растовар. Или на create, креирате, се сложувате, сега тука ми напомнал дека во делов на conform, unloading completion и state of sales, сите треба да ви бидат автоматски да. И под дефолт, значи ги правиме да бидат да. Ова нешто ние сме тестирале тука да видиме како ќе се однесува. Доколку нели има некој проблем со пломбите, вие може да пријавите дека има проблем со пломбите и тогаш приемот од овластен преминува во, да кажеме, прием кој што треба да го продолжи понатаму царински службени. Се праќа нели 40. Ова порака ја праќаме, со креирај порака ја креираме 44-ката, на праќање на 44-ката, автоматски после тоа системот веднаш доделува 25-ка. Кога ќе добие 25-ка статус на прием, може да биде да речеме во Македонија или во друга држава, дали царин на тоа ќе го направи, а тогаш добива транзитот порака 45, односно банкарската гаранција која што била задолжена со статус 29, истиот износ се раздолжува со статус 45. И се од прилика ова ја што планирав ова презентација да го поминеме. Понатаму нели сме отворени да испраќате вашите забелешки на мејл. Значи доста од работиве ги направивме на ваша иницијатива, од ваши забелешки. Доколку имате, би во окрепил и другите што немате пратено, ако имате некои забелешки, може да ги испратите на мене. Тука значи се обработуваат и се постапува нели по тие забелешки.
Мислам да би ја завршил, значи презентацијата, сам не знам дали има некои коментари, нешто или како е. Мене прашање дали имате нешто не говори. Или не пратат на мејл, па ќе говорим. Да, окей. А тоа си. Да, тоа е прилика. Окей, дечки, тогаш фала ви на внимание. Фала ви на тоа што присуствувате. Се надевам дека ви користеше презентацијава и уште еднаш го охрабрувам да ги пракате сите сугестии, забелешки, коментари на нашиот мејл за поддршка. Го имате во апликацијата, тоа е hd-spedicija.mk. Така што се гледаме во следна прилика кога ќе имаме нова верзија или друга потреба за одлука. Имајте убав ден. Пријатно. Стопли беше.